Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме лососен крут. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 2 големи кременадли од лосос, 500 грама лиснато тесто, смеса од млеко и јајца, 1 рака грашок, 1 рака спанаќ, 1 рака макдонос, сол и бивер и маслиново масло. За подготовка на овој рецепт користиме Делимано сет тави за пица. Прво ќе го исчистиме лососот од кожата со помош на остар нож за филети. Поминете со ножот меѓу кожата и месото. Исечкајте ги макдоносот и спанаќот. Измешајте ги заедно со грашокот и зачинете со сол, бибер и малку маслиново масло. Попрскајте ја масата со брашно и одвиткајте го лиснатото тесто. Тестото секогаш е полесно за работа кога е студено од фрижидер. Одмотајте го до дебелина нешто поголема од 1 см. Ставете 1 кременадла од лосос на средината од тестото. Со лажица ставете ја смесата од макдонос, спанаќ и грашок врз рибата и потоа поклопете ја со другата кременадла од лосос. Премачкајте го тестото со смесата од млеко и јајца по страните и со нож направете правилна форма околу лососот. Вишок од лиснато тесто ставете го настрана или зачувајте го за друг рецепт. Поклопете го лососот со тестото, преклопете го тестото уште еднаш и подвиткајте ги краевите навнатре. Ставете уште малку од смесата од јајца и млеко и направете линија која ќе ви помогне во преклопувањето. Превртете го тестото од другата страна и ставете го во тавата. Со четка премачкајте го целото тесто со смесата од јајца и млеко и зачинете. На крај земете мало ножи и засечете го тестото на неколку места, но внимавајте да не го издупчите целото тесто. Направете исто во спротивен правец и ќе добиете одличен ефект при сервирањето. Печете во обична рерна 30 минути на температура од 200 степени. Сервирајте така што едноставно ќе го расечете тестото на маса и спремни сте за јадење. Овој рецепт треба да е доволен за 4 лица. Ви препорачуваме да ставите лесен гарнир како зеленчук варен на пареа и компир. Лесно ќе ги импресионирате вашите гости на вечера ако го послужите ова јадење, но немојте да им кажувате колку е лесно за подготовка. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели.